плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Слава ти, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Јас сум професор Тихомир Стојановски, професор доктор Тихомир Стојановски, предавам на Факултетот за драмски уметности и возобновувач сум еден од возобновувачите на театарот Скрби и утеха и ја озвучуваме оваа книга издадена 2018 година, Скопје, Македонија, 30 Божи лета театарски битки со театарот Скрби и утеха, која отвара некои интересни приказни за тоа како полека, систематски, долгорочно, многогодишно се ништи, се поништува македонската култура и македонската нација. Продолжуваме со читање 30-тата страна писма и средби земно-небесни. Гоше од Федеу во некои скрбни времиња ме спотна да напишам писмо до премиерот. Ги чита писмата, ме убедува. И така си почнав јас со писмата. За првото писмо имаше ефект. Од Дионисовите слави во илегала, одржани во мојот стан, 2007 година, после писмото до премиерот се јавија и добивме и премиера и Дионисови слави, слава ти Господи Исусе Христе. И од таа година повторно почнавме наназад. 3 напред, 1 назад. Ни скратуваа се помалку за пак да дојдеме, но 2 години немање одобрени средства за театарска премиера. И повторно писмата до премиерот, оф, леле, да работам и јас малку во оваа наша Македонија. И ете ме прими Министерката за култура на Вели четврток. Светска криза е, ми вели правдајки се. Пред мене излезе поетесата, се поздравив со неа. Министерката ме поздрави бегло или само така ми се стори, поетесата имаше средба со нив, моабети, вакви, онакви, од високото кон ниското или кој тренирање строгост, послушност или спротивставеност кон духовното и Божиото. Светска криза ми вели. Останувам тихувајки. Не и реков, па зошто тогаш градите споменици, зданија, отварате нови театри, давате по 2 премиери на одредени уметници блиски до власта, уште не сте се сетиле да изградите Вавилонска кула, уште таа остана недоградена. Не и го реков тоа, само ја благословив и заминав во светлината и љубовта Исусова. Оставам се во Твои раце, Господи, благословив. Спомнувајќи и дека има и Божји работи, кои сакале тие или не, ги помагале или не, ќе се случуваат по Божја волја. Подоцна Славко Манговски од телевизија Сонце ми вели дека им ги расипуваме добрите односи со бугарите во представите и филмовите на театарот Скрби и утеха. Ете така беше тоа, браќа и сестри, и има уште нешто, ама тоа го оставам на Бога Господа, или писма и средби земно-небесни. 32 страна, театар по волјата Господова. Нешто што секако останува длабоко како сознание во душава е настапот на светите светилишта Цоцината, Томба и Кокино, како и тренингот на планината Баба на Маркови кули над Прилеп како неолитски светобреден театар. Минува настанот, а останува длабока резба, запис во чувствените предели на нашето духовно срце. Секако тоа е внатрешен порив, поттик, спотнатост, дали уметноста ја разбирате како духовност и дар од Бога или како чин на себе фалење и представување, гледајте ме, чудете се, како ваша или Божја работа. Голема е разликата на согледбата од која страна на театарот и уметноста сте, како создавач и како гледач. Дали сте телесно душевен или духовен театар, поврзан со Таткото Небесен Исуса Христа. На светите места на сведен, ако сте отворени со чувствена енергија од вашето срце, можете да ја сетите, доживеете, да бидете дел од светата божественост на уметноста. После вдахновен настап дејство на Кокино на 31 Златец,
Кога светлината осветлува еден од предстолите, ординарниот телесен театар наликува само како проста дејственост во ритам, темпо и озвучување, како фотокопија на животот. Не секој и не секогаш. Ви посакувам да го доживеете тоа, а тоа е светото обредно божествено чувство за театар, место за средба, како што вели Питер, го потрага по Бог, место за средба, за давање на твојот театар, за соединување, за духовно крштение и родение. Ако зборуваме од Кокинскиот неолитски театар, кој се уште не е влезен во македонската драмска историја, да се изучува барем на факултетот за драмски уметности и така натаму. Тогаш станувате енергија од звук и чувство која ја преобразува, пресоздава енергијата на слушателите и гледачите во света божествена уметност. Тогаш станувате едно со Создателот и ја поврзувате вашата сила со онаа на сета природа, на се создадено од самиот Бог Отец, кој велми ви дава сила и дарба да умеете да оживувате слова. И сето тоа по Божја дарба и следствено, според Господовата волја. И секако на театарот му ја враќате божествената светост и обредност, го враќате театарот на Таткото Небесен, како што бил во македонската народна култура. 34-та страна, светската криза на министерката. Кога не добивав премиера од Министерството за култура, па барав прием во истото кај Министерката за култура, до 2 пати ме примаше една културна и симпатична господја, која ме доведуваше до состојба уште да се расплачам, па да брцнам во джебот, да им донирам пари, да признавам. Беше мека и културна, почнува се со објаснување, криза е, сите бараат пари, да не правам проблеми оваа година, в година ќе ми дадат. Така поминаа 7 години, не ми даваа премиера нашите и нивните, да чекам до година, дека ќе ми откупат книги и се така од културните приказни, а јас така си тихувам, кутрото дете, Господе Исусе Христе на помош. Тогаш бев во тихување и духовност и сето тоа го благословував со насмевка и отворено срце и душа. За разлика од претходните лета Господови, кога се борев со ними со силата на македонскиот арес. И така секоја година се стегаше финансискиот обрач околу нас, се помалку средства ни одобруваа, се помалку приказните стануваа се потажни и третата година побарав прием и глеј чудо, ме прима лично министерката. Ме изненади. Влегов во кабинетот, на вратата се сретнавме со поетесата ВХЈ, Бог да ја прости, се прегрнавме. А министерката горда, смуртена, го почна монологот, дека се даваат многу пари во културата, дека е светска криза, дека немала ништо против мене, дека ќе видела што може да направи и така, светска криза е, рече важно, гледајќи низ прозорецот. Исусе на помош. Останав така. Во исто време се отвараат нови театри, се градат вавилонски кули, блиските до неа добиваат до 2 премиери, а на скрб и утеха не даваат. Беше тоа 24 годишнината од возобновувањето на македонскиот свет театар. И кризата, светската криза на смуртената министерка, поточно несогласувањето со македонизмот на нашиот театар македонски. Внимавајте да не станете борци против Бога, и напиша во едно обраќање. И така би за слава и Господова, се сеќавате, она со прстот се сликаше да не оди во затвор, го предаде собствениот народ да се промени името, или Мери Томчо, Тимчо од Драм Алва, кој колку ќе даде, белек и посветеност. Перо Темелковски имаше совест кон македонството, по специјална, односно лична покана. Секоја година гостувавме со театарските представи на скрб и утеха вон конкуренција, а како можеме ние да бидеме во конкуренција, на театарските игри во Прилеп, во црквата Свети Никола, во Варош, таму на сцената за посветените. Тој беше царот на театарските игри во Прилеп и еден период во земново време. Знаеше добро тој како да остане и со нив и со нас, некако да ја раатиса македонската битка со нашите и нивните. Со демек македонистите, зад кои дзиркаат
ополчаните на българолюбивите незнабожци. А церков Свети Никола, Божјо место дарувано за средба, за повторна средба на театарот и духовноста. Нешто што беше белек на скрби и утеха и посветеност пат кон Бога Отецот. Театарот е патека кон Бога, вели Питер Брук. Нам ни останува да кажеме само едно Амин. Армакедонство и небеса, 36 страна, ја озвучуваме оваа книга. Зошто ние немаме член во одборот на МТФ Нивели во Црнодрински македонскиот театарски фестивал? Го сонував додека бевме со представата ни Свети Никола во Варош, полн двор народ, ние глаголиме, го врлиме за македонството и потаму. Ете го македонскиот театарски апостол дошол од оноземниот свет да опули дали скрбиме понатаму, како на пример и за тоа зошто нашиот театар нема член во одборот на театарскиот фестивал во Прилеп. Во меѓувреме, додека чекавме новите 3 формирани театри од Кушкундалево и понатаму, добија своји членови, а ние... Му велам на Чернодрински дека пред 15 лета, господови, имаме испратено писмо, тоа е значи 2018, денеска сме веќе 2024, токму за тоа да добиеме член во Советот или одборот на фестивалот и се уште чекаме. Не проговори ништо, ниту збор, само тихување. Те сакам, Господи Исусе Христе. Представата во црквата Свети Никола во Варош подалеку од ними, а поблиску до Бог Отецот, крева кон небесата. Има очевидци, нема ја што за себе да зборувам за него, за војде на Чернодрински, за нашиот и неговиот скрби и утеха. Како Христови воини гредеме понатаму кон армакедонството и небесата, или кој се фали со Господ да се фали. 39 страна. Не вреди да го арчам зборот. На издавачката дејност при Министерството за култура на Република Македонија им напишав неколку писма дека имаме проблеми со компјутерот, дека малку ќе закасниме со издавањето на Земја на пеплиште и диаманти на Евгенио Барба. Имаше преписка да не велиме дека немаше. И книгата сетне ја предадовме на 15 декември 2010, одреден број примероси, 60 во Универзитетската Библиотека Свети Климент Охридски и 10 во Министерството за култура. Да, ние закаснивме малку. Верували или не, на 31 јануари, после месец и половина, 2011, од таму не известуваат и од ваму дека ни го раскинуваат договорот за издавање на книгата. Значи, книгата е предадена на 15 декември 2010, а договорот ни го раскинуваат на 31 јануари 2011. Пупу не важи, касни месец и половина. Подписник на известието беше заменик министерот Н. од партијата, но тоа е друга тема за врбите и врбите. Со него имам и други фрлени бисери пред свињите, но не вреди да го арчам зборот. Јас мислам дека сето тоа е злонамерие, некултура, простотилак или во најмара рака, цитат од Новиот Завет, да не го фрламе бисерот пред свињите, од најмала рака заспаната убавица на администрацијата ни, или нељубов кон светата македонска култура. Тоа ли е ефикасна администрација? 41 страна, ја озвучуваме, значи, оваа книга за 30 години скрби и утеха, издадена 2018, доста е актуелна. Бакнежот на Кокинската светост. Вторпат настапував на Кокино како кокинскиот жрец со молебен за плодност Божјо лето 2010. Требаше да дојдат и хорот на ангелите од тајфата светошепотливи, но со предрасуди не доаѓаат во свет театар на светлината. Всинца тоа е само чекор кон повторно враќање на театарот во мајчинската преградка на обредот и светоста. Нешто што е длабинска природа на театарот како суштина, враќање кон самиот себе. Театар без дух е мртов. Пазете, велми, секој настап на Светата обсерваторија и Гора Кокинска е искуст, духовен исчекор кон созревање на душата на актерот во духовна свесност за поврзаноста на се наоколу со нас самите, за одговорноста на озвучениот збор кој овоплотен во чујност тргнал кон остварување и материализација, упреку од нас, за сознанието дека Словото е од Бога и Бог е Словото. Да се создава театара, да не се верува во Бога е опасна работа.
запишав еднашка во драмата Бакниме Чернодрински. Интересно, тие драми на факултетот се правеа некои студии, се објавуваа драми, се анализи, никогаш не дојде да се зборува како да не постојат, како да не суштествуваат. Се сеќавам на една позната наша театарска критичарка на еден театарски фестивал рече: каква представа, а никој не смее да напише. Да се создава театар, да не се верува во Бога е опасна работа, запиша во драмата Бакниме Чернодрински. Само го повторувам тоа за оние кои имаат уши да слушнат сетне и најсетне, кои имаат очи да видат и срце да разберат. Слава ти, Татко небесен! Театарот е духовен. На почетокот и на крајот на представата во македонскиот антички театар Еврипид го вовел култот, принципот Деусен Махина, повик на Бог, Таткото да игра во представата и на крајот да пресуди се што сме играле да не ни се случува во животот. Го имам тоа поместено во книгата Овоплотен збор, мислам беше. 43 страна. Дух на вистината јет. Петре Баше правеше превод на дел од филмовите на Дион продукцијата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Поточно на филмот за Кокино и како што вели самиот се сретнал со јазик, со душа, македонскиот, и јазик со конструкција англискиот, зборувајќи за преводот на документарниот филм Поблиску до Бога. Баше Бог да го прости, да не се починат, знае грстови светски јазици. Вистински многујазичар, полиглота или многујазичен. Сега ми кажува нешто што мислев дека само јас го измислувам како запален македонист. Ми потврдува дека англискиот јазик е јазик конструкција, а македонскиот има душа, има свет дух во него, на кој не јазикот царски на Александар Македонски. Второто име на зборот е Дај духос, се разбира, сосема на современ македонски. Дај духос. Проверете. Има јазици создадени од луѓе и јазици дадени од Бога. Латински, коине, неупатените грешно го именуваат како старогрчки, на Александар Македонски, се примери за говори создадени од луѓе. Ние сме во македонскиот јазик на Свети Кирил и Методија, на митскиот македонски цар Орфеј, на Свети Климент и Наум, со сите метрички стапки во него, кои до ден денес ги играме во ората ни. Има ли друг јазик со толку дијалекти и метрички стапки во говорите и во ората му? Со такво богатство на музика во нив? Има или нема со дактилите, левите и десните, кои се обредна метричка стапка од македонската антика? Пеам длабоко во душата и ти благодарам, Духу на вистината, за тоа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Сетне, Исус ги дава имињата на народите. Он не запишал во Светото Писмо, писмо кое не се брише, а некои околу нас постмакедонски примитивни суштествувања, човечки суштества, синови ѓаволски, сакаат да кажат дека нема македонци. Тие ќе кажат: Исус вели има, вие велите нема. Татко на лагата е сатаната. Есап за себе, 44 страна. Джамаларите дионисуваат упреку со страшета. Ете, 2 лета, господови, не ни одобруваат средства за премиера од Министерството за некултура. Секогаш кога славиме некој јубилеј, кога славиме 10, 15, 20, 25 годишнина, се повторуваше токму таа цензура и сфрлање од македонскиот дел, од делбата за средствата. Еве сме сега пред 25 годишнината ни, 4 век македонизам и битки со нашите и нивните, тогаш е пишуван текстот, и повторно се расправаме 2 лета, господови, да добиеме подршка за една премиера. А ние двамината со страшета актеруваме и никнуваме каде не си не посадил читателу и љубителу на театарот. Представата се именуваше Джамалари Дионис, ликови од македонската заборавена и забранета историја колку сакаш. Александар Македонски, Филип II, Аристотел, Свети Кирил, Свети Климент и Наум, жрецот Кокински, Ристо Шишко, Војдан Чернодрински, Ѓорѓија Кастриот, Гоце Делчев, Павел Шатев, апостол Павле, цар Самуил и уште и други ликови кои се менуваа според местото, времето и свеста каде и за кого играме со посветениот театар.
Джамаларите дионисуваат и даруваат македонизам и светлина, а нашите од Мин за К некому по 2 премиери, некому ичли рабре мајката. За фалење нека ви е ЕСАП за себе. И политиката ви ЕСАП за себе или Мери Б, ти што си го сликаше прстот и ја продаде државата и душата на сатаната, Драм Алва и насмевни се ке вечераме. Што си се смрштила, мори смрштенице. После тоа, последното стана реплика, дел од една драма Некрстени денови, кој исто така беше пророчка представа, која ги предвиде сите овие настани, која игравме после 7 години неодобрување средства за премиера, за слава на Бог Отецот. Амин. 46 страна, ја озвучуваме оваа книга за 30 години објавена Скрб и утеха, театарски источник. За да видите како се цензурирала долгогодишно македонската култура, кому му се одзема. Ме прашуваш, брате Војдане Чернодрински, како отидовме во Корча и Мосомиште со джамаларите Дионисови. Ете како, по принципот на Соломон, соломонско решение, му донеле една дете и 2 мајки се караат чие е детето. Соломон вели, дајте ми меч, ќе го пресечам и ќе го поделам. Таа чие е детето вели, не го сечете, дајте и го неизе. И тој го дава на таа. Знаете, првин добивме средства за гостување во Тирана, па средствата ги поделивме на 2. И со истите пари отидевме и во Пиринско. Ете како, ете така. Зарем да го пропуштиме дамарот на Пиринскиот бесмртен дух македонски во Исуса Христа? Не сме ние од оние кои се пишманат кога ќе згусти. Сме минале многу битки на скрбизмот со театарот Скрб и утеха. Мори Б, насмевни се ќе вечераме, а ти што мислеше ќе се откажеме од нашите македонци од Пиринско? Те фатија дека си зела пари и ги врати назад. Море, чест, образ, достоинство. Се покаја мајката. Зарем за тебе не важат законите? Зошто тогаш ги апсите другите? Море Б, греф е да се цензурира светата македонска култура на скрб и утеха. Всинца и сетне и велми, тебе ти се одзема по Божјата волја, вам ќе ви се одземе кога ќе дојде за да суди самиот Бог, и се виде, го сликаше прстето, да ја пушта да не оди во затвор заради проневерена пари. Што друго да кажам? Потоа дојде од други некој, еден го искраде Министерството Арнаутин, па друг дојде, па уште една дојде, изгубена во просторот таму од Витолијата. Помош за гредата. И дарува награда на актерката која има потекло од градот под манастирот. Се дружевме пред настапот и честитавме. Сетне настапи со монодрама, скоро да покаже колку е добра, потоа игравме ние од театарот Скрб и утеха. Таа нам не ни честиташе. Со мене не размени думи, на Страшко му рекла дека сме ние националистички театар. Замислете. Тоа е тоа. Да не судам на оние кои немаат дух и душа, да разберат. Утредната на појадок етеме во манастирот Свети Јоаким Осоговски со актерката наградената и гледачите, тројца од Сабајле кои не честитаат за настанот. Со отворено срце и душа, исполнета со блажина, тие не рекоа дека сме националисти, напротив. Сношти повторно го играв Свети Наум. Еден чичко ми подари тегла со мед, како благодарност за одиграната представа. Тоа е патека меѓу медот и рската во окото на другиот. За нашата колешка која поголем дел од сценисувањето и биле тезгарски представи, ќе и треба помош да ја види гредата таму некаде во неа, меѓу душевниот, телесен, сатански човек, актер и духовниот на Бог Отецот и Исуса Христа. Амин. И 49-та страна за актерот кој пее рано ден во храмот. Кој пее во манастирот во раната Света Мугра со попот. Стана актерот во Муграта и запеа откако ја отвори црквата. Сношти попот свештеникот не веруваше дека ќе стане во раното да ја отвори црквата манастирот Свети Јоаким Осоговски актерот. Тој не знае дека тој актер пред да излезе на мајката сцена му се моли на Таткото Небесен Исуса Христа. Му се заблагодарува и го благословува делото кое го игра заедно со словата на Бога. Дека драмите кои ги сложува се од Бога и дека во секоја драма ја следи линијата на духовноста и светлината. Дека ја истражува обредноста на театарот и црквата.
Остана сам кај моштите на Свети Јоакима и пееше со пилето од душата и срцето му. Има гласови кои се во нашето земно тело. Првиот слој ангелски глас, вториот слој божествени гласови, третиот слој телесни гласови во рамките на нашето тело. Пееше без време, простор и количество, како што сака Таткото Небесен, по Божјо допуштение и дарување. Ниту може да ја повтори песната, ниту знае од каде слета во неговото срце, душа и гласноста таа ангелска песна. Свештеникот горе му честиташе за пеењето видно возбуден, беа тоа театарот и светоста и манастирот, и срцето за љубов во линијата на взаемност и божественост. Потоа имаше едно видение, сон, кога почнаме да ги играме представите, ги дававме премиерите во манастирот Свети Јоаким Особовски, и секогаш таму кога ќе дојдевме, се креваше представата, се враќаше тоа единство Деусен Махина, да застанеш и да играш за слава на Бог, Таткото Небесен Исус Христос. Некои актери може би и не го знаеа тоа, но суштински се сеќаваа дека слегува друга сила. Се сеќавам тројцата одевме јас, Владо и Игор, по еден снег и оставивме колата да се го прашаме отецот, тогаш беше добре, мислам дека е починат, Бог да го прости. Дали може да играме во манастирот? Тој рече може, а ако врне, ќе играте внатре во манастирот. Замислете. И ние застанавме вака. Јас знам дека вие дека сте добри луѓе, нема да хулите на Господ. И само рече нешто, што ќе ми е манастир без луѓе? Тоа е добро прашање. Што ќе ти е театар без луѓе? Што ќе ти е театар без дух? Да видам колку сме направиле минути. Зборуваме за озвучување на оваа книга, да останат некои работи, да излезат, да не останат само на книга. Низ какви се битки поминавме. И денеска после една власт во која тие фрлаа со боја, интелектуалци, професори, мислеа дека нешто прават, ги мачкаа спомениците, го донесоа најголемиот патолошки лаж, го најголемите лопови искрадоа се, ја донесоа државата до просјачки стап, го укинаа македонското име изнасилено. За да видите дека тој процес, така да денеска театарот, јас не знам, 17 на 15 години не сум добил книга, средства. Видите, тоа е тој момент. Оваа година преку Луким ми се издаде една книга, цена интернет издание. Гостување, веќе престанав да бројам 8 до 10 години театарска премиера. Оваа постава што беше претходно, на вистина уништи, разграби, тоа е сатанско дејание, да крадеш, да лажеш, да го поништуваш својот народ, кој не може да се избрише затоа што е запишан во Светото писмо, македонец, Македонија, македонската култура, ќе дојдам при вас, откако ќе минам низ Македонија, оти ќе поминам низ Македонија, вели Таткото Небесен Исус Христос. Амин.